Господин Кира, како економската и енергетска криза се одразува врз бизнисот, врз стопанството во Северна Македонија? Се знаете, овие 2 години, значи, за несреќа имаше два пати криза во стопанството. Прво со COVID-19, па потоа и војната што издаде, значи, енергетска криза кој го опфати не само нашата земја и пошироко. Ние, значи, имаме сознание, имаме информации дека многу компании веќе го чувствуваат кризата и бараме и сега го дигаме гласот во позитивна конотација према владата и другите институции да се најде некое решение да многу компании да се помагат во делот на енергетската криза. Најпоќе се погодија, значи, микро и малите компании кои го чувствуваат тоа и има доста компании што се веќе затворени, за жал. Меѓутоа, бараме сега, иако владата имаше некои мерки позитивни, бараме повеќе да се помагаат во овој дел, поготово и во компании кои сакаат да инвестираат во делот на енергетиката, поготово во панелите кои се полесно да се инвестираат или да се монтираат во кровните објекти во Македонија. Имаше некои олеснување во делот на издавање одобрение за поставување на таквите, на енергетските панели, овие сончеви панели, меѓутоа ние бараме да не се ограничува износот и да се издава што полесно и побрзо одобренијата за такви нешта, за да се помага колку што може. Во другата можност, значи, треба да се помагат што повеќе и отелиерството, кое стварно во последно време чувствува дека се гледа дека тие страдаат со ова зголемувањето на цената на енергетиката. Воопшто, значи, кризата е голема, мислиме дека идната година да се види повеќе и да се бара повеќе, иако се делени некои средства од владата за помагање на компаниите, то не е доволно. Кои се вашите очекувања за следниот период? Што ќе донесе новата 2023 година? Ние мислиме дека пак кризата после овие 2 години, значи, ќе продолжува, меѓутоа чекаме заедно ние со бизнис заедницата, со сите релевантни органи, владата и други, да помагаме да се помага во делот на енергетиката, поготово на инвестиции во енергетиката. Значи, во тој дел ќе бараме повеќе да се помага, односно да се редуцираат постапките за добивање одобрение. Меѓутоа, кризата пак ќе продолжи и ако не се земат некои мерки, ќе имаме продолжување на затварање на компании, односно на стечајна постапка за некои компании кои што стварно се наоѓаат во многу тешка економска ситуација. И што како комора на Северозападна Македонија правите за да им помогнете на бизнисите, на сите ваши членки? Ние, значи, можеме да помогнеме да бараме. Ние сме организација која собираме проблемите што се наоѓаат во делот на компаниите воопшто. Истите ги праќаме и ги бараме, значи, до институциите, значи, во тој дел. Ние не е само енергетиката во последно време, значи имаме и други проблеми. Еден од проблемите е и човечките ресурси кои се голем проблем за сите компании, значи во Македонија веќе немаме работна сила, било то професионална, било обична,
и во тој дел веќе треба да се прават повеќе, да се работи повеќе. Нормално то се решава заеднички, ако ние како компанија, значи се концентрираме и помагаме во делот на платите, но нормално бараме и од владата да помага да се најде некој решение кој ние веќе имаме начин како да се помага нашите млади да останат тука. Рековте имате план. Кој е вашиот план? Нашиот план имаме предлог за владата, бараме од владата, значи во делот на придонесите за да се намале, за да може да се платите покачат и нормално да се во делот на професионалниот кадар да се работи во тој дел за да може да остане. Нормално треба да се работи и во тој делот дека стварно во Македонија има можност да се живее, има можност да се работи, има потенцијал и значи сите заедно можеме повеќе да направиме. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам и на вас.